Почитувани гледачи, време е за најновото издание на регионалните вести. Жителите од Лешок, Слатино, Варвара и уште неколку тетовски села ги пребројуваат штетите кои вчера ги предизвика градот, кој паѓаше околу половина час. Град со големина на орев, кој синоќа паѓаше околу половина час во неколку шарпланински села, целосно ги уништи бавчите во штарниците. Мештаните од Лешок денеска го собираа уништениот род од градот, кој предизвика и материјална штета на домовите и локалните патишта. Град, и тоа долго време. Траеше недека можда па више од пола сат. И така да скоро дворот се белееше. Само овде не толку колку што било горе. Горе ја видов сликата, горе уште повеќе. 6,5 часот, не времето траеше 25 минута, тоа е нешто невидена работа до сега што сме видели вака. Градот беше средна големина, а слушам во Варвара биле големи, уште поголеми во горно на село, и уништи све што е можно. И овош, и зеленчук, и кифи, мислим се уништено. И тоа што е на дрвото е набиено и тоа нема да го бидне. Со време ќе скапе. Невремето во Варвара, село кое се наоѓа на неколку километри над селото Лешок, било уште поголемо. И таму градот уништил се што е засадено, а најголема штета е предизвикана на костеновата шума. Дека вчера невремето во шарпланинските села било големо, сведочат и овие остатоци од град кои што и по 20 часа тука на земја се со големина на орав. Но некои излетници кои што тука доаѓаат во Варвара го искористили ова место како природен ладилник, каде тука ладат лубеница. Мештаните велат дека не паметат вакво невреме. Град и дожд толку силен, така да се носеше пред себе. Кивите се тотално оштетени, јаболката, крушите, бабшите, сите ни се лом направени. Значи неописиво, невидена штета, посебно на горниот дел на селово, овде на улазов помалку, меѓутоа на горниот дел на селото тоа е многу страшно направено, неописиво. Може да се појде да се види, да видите наискрено, ништо скришно, ништо лажно, се оригинално кажано, сторено. Ова вакво невреме ја немам видено за мои 70 години, ваква олуја неописива. Во невремето проследено со силен град, настрада и посевите во селата Слатино, Отуње, Једоарце и Сетоле. Државниот празник 8 септември како никогаш досега во Тетово вчера беше скромно одбележан. Само представници на политички партии од СДСМ и ВМРО-ДПМН положија букети цвеќиња пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово. На чествувањето не се интонираше ниту македонската химна, а не присуствуваа ниту представници на општинската власт. Само иницијативно, букети цвеќиња пред споменикот на револуцијата во центарот на Тетово положија само представници на ВМРО-ДПМН и СДСМ. Во организација на општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН го одбележуваме 8 септември, големиот државен празник, на кој граѓаните во 1991 година на референдум го дадоа својот глас за своја суверена и самостојна држава. Го положивме ова цвеќе пред споменикот на револуцијата, затоа што 8 септември представува континуитет на борба и остварување на идеалите на револуционерите од Илинденското востание преку Втората светска војна па се до ден денес. Истакна Александар Велјановски од општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Тетово. Тој од местото на чествувањето го изрази револтот од игнорантскиот однос на општинските власти кон значајните датуми од македонската историја. Ние како општински комитет и како партија сметаме дека овој празник мора да се чествува како што е пропишано согласно законот и не сме да биде занемарен од страна на општинските и државните власти. Токму затоа овде го искажуваме и нашиот револт и можеме да потврдиме дека и оваа година овој празник помина без никакви обележја од страна на државните институции и на локалната власт. Како што можете да видите, се организиравме самите, дури не беше беше невозможно да се интонира и државната химна, затоа што едноставно општината не покажува интерес за организација на овој голем државен празник. Ова е уште еден апел
во иднина општината секогаш да ги поддржува и ги организира овие празници кои што значат обединување за сите граѓани во Република Македонија. Потенцираше Велјановски. Последниве години градските власти тотално ги игнорираат државните празници, иако е нивна обврска, тие не ги чествуваат, дури не праќаат и своји представници на одбележувањата, организирани од здруженија и политички партии. Полицискиот билтен евидентира 3 физички напади на Полошкото подрачје. Во еден од нив лекар нападнал пациент. Утринава во полициската станица Гостивар било пријавено дека во трговски центар на улица Линденска во Гостивар, во гостителски објект, дошол 28 годишник од Гостиварско Дебреше, заедно со уште едно непознато лице. Во еден момент, тој скршил шише пошто собственикот било побарано истиот да го напушти објектот. По краток временски период, според пријавеното, тој се вратил и пред угостителскиот објект почнала расправа и физичка пресметка, при што според пријавеното на 28 годишникот му била нанесена повреда со остар предмет. Собственикот и уште едно лице од Гостивар лишени се од слобода и задржани во полициската станица Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера во 18 часот во СВР Тетово, 67 годишник од Брвеница пријавил дека истиот ден околу 17 часот и 30 минути, додека бил на преглед во клиничката болница во Тетово, бил физички нападнат од лекар во болницата. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 16 часот и 10 минути во СВР Тетово, 2 лица на возраст од 20 и 28 години и двајцата од Тетово пријавиле дека истиот ден околу 15 часот и 50 минути на улица 146 биле физички нападнати од 4 лица сите од Тетово. Истите по настанот биле приведени во полициската станица Тетово. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. Бигорскиот манастир во очи на манастирската слава по повод празникот одсекување на главата на Свети Јован Крстител ги кани верниците да бидат дел од богослужбите и прославата. Древното македонско светилиште, Бигорскиот манастир, традиционално ќе го одбележи патрониот празник одсекување на главата на Свети Јован Крстител. Одбележувањето на манастирската слава започнува на 10 септември вторник во 18 часот и 30 минути со свечена архиерејска вечерна богослужба, по која во дворот на манастирот свој настапки има ансамблот Македонија. На 11 септември во среда во 7 часот и 30 минути наутро ќе се служи утрена богослужба. Во 8:45 е предвиден пречек на митрополитот Повардарски господин Агатангел, додека во 9 часот почнува светата архиерејска златоустова литургија. Во поканата која братството на Бигорски ја упатува до верниците се вели: славното Бигорско светилиште, кое низ вековите било гордост на нашите предци и столб на нивната православна вера и самобитност, особено за жителите на овие краишта, и денес со истата ревност продолжува да сведочи за евангелската вистина и да ја јакне верата меѓу народот. Затоа да ја покажеме и ние должната почит кон Светиот Јован Крстител и нашата пожртвувана љубов кон неговото вековно светилиште, стекнувајќи го на тој начин благословот на Светиот Претеча. Ја имаме големата чест и радост во името на Христовиот пророк и крстител да ги поканиме сите благочестиви православни христијани да се присоединат кон неговото големо торжество, бидејќи тој во денот на својот најголем празник, усекновение, е особено благодатно присутен и преку својата славна и чудотворна бигорска икона ги слуша и исполнува молитвите на оние кои што со љубов и вера го повикуваат. Бигорскиот манастир секоја година за патрониот празник се полни со илјадници верници, а така се очекува да биде и годинава. Емсизе, јади сана, јади ба. Подразбираше одење на терен, спиење во шатори, буквално без никакви услови, носење на наша храна, вода, соочување со животните услови во кои што живеат тие луѓе таму и учење и разбирање на нивниот начин на живот и доаѓање до се поголема близина благодарение на тоа.
Здраво, јас сум Тамара Котевска, фриленс документарист и моментално корежисер на документарниот филм Медена земја. За мене пред се представуваше една огромна животна школа, буквално. Ме промени целокупно. На почетокот требаше да биде едно кратко видео. Така дојдовме до дупките во карпите, во кои што живеат дивите пчели, кои што очигледно беа правени од човечка рака и почнавме да го правиме истражувањето, чиви се тие и кој се занимава со тоа. И така дојдовме до Атиџе. Тргаме од ливчето на мастиката кој што ја джвакаме, каде го фрламе. Тргаме од ѓубрето по дома како си го разделуваме и понатаму чекор по чекор се градиме како подобри луѓе во се поширока средина. А во нашата земја има толку многу услови за да живееме еден стварно солиден живот, бидејќи сме мал број и на мала територија која што е многу богата со се. На младите најверојатно би им порачала никогаш да не заборават каква енергија носат во себе, да се потсетуваат себе што можат да направат и дадат. Да не дозволуваат да околината ги сруши полека. Во однос на институциите, бидејќи тие се создадени од индивидуалци, горе-долу истото би го порачала, бидејќи не смееме да фрлиме вината врз институција како некаква виша сила, кога таа е направена од индивидуални особи кои што мора да бидат свесни пред се сами за себе. Кошаркарскиот клуб Гостивар интензивно се подготвува за новата надпреварувачка сезона. Тимот се засилува со босанецот Арсенije Вучковиќ. Младиот босански кошаркарски талент Арсенije Вучковиќ е новото засилување во тимот на КК Гостивар. Пред да се стават подписите на договорот, 21-годишниот крилен центар беше на проба во Гостиварскиот клуб, од каде велат дека тоа што го прикажал и силната желба за работа биле доволни за да му се даде шанса. Вучковиќ е висок 204 сантиметри, има настапувано за младост, борец Бања Лука и студент од Мостар. Минатата сезона ја заокружи со просек 9,7 поени по надпревар и 7 скокови за 22 минути поминати на паркетот. КК Гостивар интензивно се подготвува за новата прволигашка сезона. Како што рече тренерот Маријан Сарбиновски на стартот на подготовките, целта им е пласман во Суперлигата. Наша, како би рекол, главна цел и приоритет е на пласман во таа Суперлига. Но моето мото е да се оди утакмица по утакмица, значи да го даваме максимум на секој напор, поготово тука на домашен терен, пред оваа најдобра публика, значи Македонија натално. Не се сомневаме така ќе биде. Значи утакмица по утакмица да го даваме максимум, ако така се понашаме и така го направиме тоа, мислам дека тоа што сме зацртали, а таа Суперлига може да биде просечна. Од прилика тоа е тоа. Белосините минатата сезона стигнаа до полуфиналето на плејофот, каде што беа сопрени од шампионот МЗТ Скопје. Добродојдовте во ова издание на темата на неделата. Многу земји во Европа мачат како да ги задржат младите дома, затоа и бараат начини за да се справаат со оваа појава. Како тоа се прави во нашата земја? Македонската влада презема мерки за решавање на проблемот со иселувањето на младите. Некои од нив, според владата, веќе ги покажувале првите резултати. Сепак, експертите оценуваат дека тоа не било доволно за запирање на иселувањето и затоа се неопходни други мерки, бидејќи од земјата си одат и оние што веќе имаат работа.
Младинска гаранција, субвенции за самовработување, бенефити за работодавачите кои ќе вработат млади, обуки, практиканство, младински картички се само дел од проектите кои оваа влада ги презема за да го подобри животот на младите. Гаранцијата за млади по пилот проектот во 3 градови годинава се реализира во 3 региони: североисточен, полошки и југозападен. Предвидовме дека ќе опфатиме 9.500 млади лица, но само за 4 месеци од реализација на истата мерка опфативме 13.300 млади лица. И со тоа, од тие 13.300, 4.000 веќе се вработени, и ако требаше 30% од вкупниот број да се вработат, ние до сега имаме вработување на 33% од младите лица кои што биле вклучени во оваа мерка. Истражувањето на Ангел Мојсовски од Институтот за европска политика покажало дека гаранцијата дава добри резултати, но недостасува координација меѓу институциите. Владата преку министерствата, универзитетите и факултетите со нивните програми и бизнис секторот кој треба секако нормално да се приспособува, сите да се приспособуваат кон бизнис секторот и барањата на бизнисите. Најновите податоци покажуваат дека во земјата е намалена невработеност, но тоа не се однесува и за младите. Работодавачите се жалат дека тие не се заинтересирани да работат во трговината, бидејќи знаат дека за својата работа повеќе ќе бидат платени во странство. Има и уште еден проблем. Младите веќе не веруваат во системот. Невработеноста во земјава, според податоците заклучно со првиот квартал годинава, е намалена и изнесува 17,8%, но загрижува бројот на невработени млади. Според статистичките податоци, речиси 40% од младите се невработени. Работодавачите пак велат дека младите не сакаат да работат за мали пари, оти знаат дека нивните врсници во светот се повеќе платени. Младите кај нас, имајќи ги тие информации, бидејќи им се достапни, не се баш најстрекни да работат во македонски услови. Тоа е една работа. Друга работа, условите во македонските компании, работниот однос, исплаќањето, отчетноста, секој да знае за колку работи, безбедноста и здравјето при работа, и тоа се услови кои не ги привлекуваат младите. Но не е проблем само невработеноста. Оти многу млади кои имале работа си заминале. Со мерките се создава атмосфера младите да почнат да веруваат во системот, вели Царовска. Не е само вработувањето и платата основата за истото. Целиот квалитет на живење, образовен систем, здравствен систем, квалитет на воздух, квалитет на вода, култура и така натаму ги привлекува младите да заминат во поразвиена земја. Во студијата за млади во земјава на фондацијата Фридрик Еберт, објавена неодамна, стои дека младите сакаат да мигрираат во странство заради подобрување на животниот стандард, а најпосакувана дестинација им е Германија. Германската амбасада минатата година дневно добивала по 70 до 80 апликации за работна виза. Како со овој проблем се справуваат во Полска? Таму стапи во сила нов закон со кој се укинува данокот на доход за вработените луѓе, потек насочен кон запирање на емигрирањето на пољаците во странство. Мерката се очекува да ги зголеми платите на скоро 2 милиона пољаци во земјата, но и да ги привлече да се вратат дома оние што сега се во странство. Полскиот тинејџер Франчишек Филиповски, што току се пријави за својата прва работа во еден вегетаријански ресторан во Варшава и благодарение на новата владнина мерка. Тој нема да плаќа данок. Obecna partia rządząca wprowadziła taki, zniosła ten podatek do 26 roku życia i przez to jakby sprawia wrażenie przyjaźniejszej dla młodych ludzi, którzy będą głosować. Од даночната пауза, која стапи во сила од 1 август, може да има корист околу 2 милиона млади во земјата, во која живеат 38 милиони луѓе. Имено таа се однесува само на вработените, а не и на младите предприемачи. Заменик министерот за финансии Лешек Скиба очекува законот да ги охрабри младите луѓе брзо да влегуваат на пазарот на трудот, на кој се повеќе му недостасува работници. Оние под 26 годишна возраст сега ќе добиваат поголема плата, бидејќи нивните работодавачи веќе не мора 18% од платата да им ја даваат на даночните власти. Владата исто така се надева дека мерката ќе ги обесхрабри младите луѓе да емигрираат во потрага по повисоки плати.
Невозможно да се предвиди се, но тие ќе видат дека јазот меѓу нивната нето плата овде и во странство се намалува. И тоа ќе ги мотивира да останат во Полска, вели Skiba, dodawajki. A dla części osób, które dzisiaj już są w krajach zachodnioeuropejskich, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji czy w Irlandii, że będzie to też zachęta do tego, żeby się zastanowić nad powrotem. 23-годишниот Jan Piotrowski pak weli дека je skeptyczen во врска со целата иницијатива. Raczej, bo temat wyszedł tuż przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, także jest to taki element populistyczny. Тој не очекува оваа мерка да му донесе поголема плата, некаде околу 100 до 200 злоти или до $50 месечно. За колкаво зголемување станува збори податокот дека хамбургер чини околу 25 злоти. Некои економисти не се убедени во планот на владата со оглед на тоа што цените постојано растат. Дел од нив верува дека работодавците ќе бидат тие кои ќе имаат најголема корист од мерката. Според нив, мерката за фаворизирање на младите е со цел да се компензира негативниот ефект на повисоките давачки за социјално осигурување за малите бизниси, кои треба да стапат на сила во јануари. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите погледи и коментари во врска со тоа дали владата прави доволно за да ги задржи младите да работат во нивната татковина. Пишете и довидување. Предпладне преовладуваше сончево време со умерена облачност и со слаб до умерен јужен ветер. Во попладневните часови имаше изолирана појава на краткотраен дожд со ретки грмежи, претежно во планинските региони. Температурите се движат од 12 до 23 степени. Времето утре ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер, претежно од југоисточен правец. Попладне претежно во планинските региони, ќе има услови за изолирана нестабилност со пореен дожд и грмежи. Температурите ќе се движат од 13 до 25 степени. Тоа беше се во вестите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.